Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров конечно се појави во собранието, но само како макета, откако повтор пат не собра храброст да се појави пред пратениците како представник на владата, да даде отчет за работењето што патем му е обврска, но опозицијата не е преостана ништо освен да го смести на комисиското столче, барем како слика. Но не само Димитров, повторно не се појави ниту министерот за надворешни работи Бујар Османи, ниту пак пратениците од водачката СДСМ, кои како народни избраници со така избегнуваат расправа за прашањето со Бугарија. Председателот на комисијата Антонио Милошовски порача дека за вакви национални прашања власта мора да го информира собранието, што во овој момент не е случај. За жал не бевме удостоени ниту со образложение на самата покана, иако ја доставивме навремено. Обезбедени се сите здравствени протоколи и се што треба, но очигледно нивното отсуство од собранието е нивна политичка одлука и покажување на непочитување кон собранискиот дом како представник на народот и граѓаните во Македонија. За Бугарија во парламентот нема намера да дебатира ниту премиерот Заев, иако јавноста бара одговори, нему повторно му е виновна опозицијата. Секој пат сме транспарентни, посебно парламентот кој што не избрал да бидеме присутни секаде, но никаде во светот, ниту пак и нас. Во финалето на разговорите, заради тоа што на 17 во вторник е веќе ГАК или Советот на министри на Европската унија, во собранието, кога ќе дојдеме, заради покажување на мускули од опозицијата, заради тоа што тие не се никако одговорни, покажале дека не се одговорни барем во последните години, апсолутно ништо не име гајле и грижа, што е со едината на државата, само име гајле политички поени. За разлика од премиерот, министерот за надворешни работи Османи изразува подготвеност за разговори со опозицијата, но не пред јавноста. Вакво нешто понуди пратеникот од ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски, кој каже дека доколку е потребно, дебатата може да се одржи на затворена седница. Спремен сум да се сретнам со опозицијата денеска, овде во Министерството, во нивното седиште, во собранието. Меѓутоа реков, ниту со нашата опозиција, ниту пак со бугарската опозиција и други политичари немам намера да влезам во јавен политички дискурс и дебата кој што може да биде дисторзирано и искористено во дневни политички прашања и може да му наштетат на овој витален процес. И пратеникот Павле Трајанов, кој е дел од водачкото мнозинство, порача дека власта мора да разговара со опозицијата за вака сензитивно прашање, како што е спорот со Бугарија, која ја уценува Македонија да се откаже од својот јазик и идентитет пред 1945 година.